Освен жителите од Панче Караѓозов, жртви на локалната неспособност се и жителите на улицата Личка во Штип, изјавија денес на пресконференција од ВМРО ДПМНЕ. Имено, иако медиумски се експонираа дека инстантно за само 7 денови, улицата Личка е со целосно променет водовод и набрзо ќе биде асфалтирана, сепак во реалноста не е така. Поради тоа што новата водоводна линија и приклучоците до куќите се многу плитко поставени, а има и површински црева кои не се затворени. При асфалтирањето на улицата истите пукаат. Односно, еве и после месец дена, властите ја немаат завршена улицата, па граѓаните се принудени да газат во кал, а бутнатата шахта неколку денови поради неа граѓаните газат и низ истекот канализацијата. Лошата изведба резултира со 1 месец раскопана улица, нешто кое што веќе го гледаме во населбата Автокоманда. Очигледно, овие власти не се способни да направат ниту една единствена реконструкција. На посочениот проблем од страна на ВМРО ДПМНЕ од општина Штип гледаат како на избрзана реакција, бидејќи Личка во ниту еден случај нема да остане таква каква што е, реагираше градоначалникот Сашко Николов. И за денеска, и за вчерашниот, и за предвчерашниот през ВМРО ДПМНЕ се во право, заради тоа што во нивните глави една улица се реконструира за 24 часа. Меѓутоа, таквото нивно работење е резултатот денеска што го имаме на улица Личка, на улица Панче Караѓозов и на 1 тон улици во нашата општина. Затрупани шахти, закопани канализации, уништени водоводни линии и фрлање асфалт врз коцките. Социјалдемократскиот сојуз и јас како градоначалник на оваа наша преубава општина не работам така и ќе работиме на правилниот начин и ќе реконструираме улицата по сите протоколи, закони, со сите основни идејни и секакви проекти кои што заслужува една улица да ги има, за да остане да трае 50 години.